Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Апсењето во Грција на двајцата обвинети во случаите на СЈО за масовното прислушување во Македонија и за уништувањето на опремата со која се правело тоа, Горан Груевски и Никола Бошковски, е една од темите за кои вечерва ќе разговараме со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Како се лоцирани Груевски и Бошковски, како стигнале во Солун, имале ли домашна логистика, се некои од прашањата што ќе ги поставиме. Со Спасовски, кој е висок функционер на СДСМ, ќе разговараме и за позиционирањето на владеачката партија пред вториот круг на локалните избори, меѓусебната поддршка со ДУИ, принципиелноста на оваа соработка, коалицијата Алијанса Беса и последиците од неа за владината коалиција. Потоа предизборната анализа ќе ја продолжиме со аналитичарите Висар Адеми и Джелел Незири. Крајот е во знакот на саботажата. Бидете со нас, почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Најавивме во студиото вечерва е вице-премиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Дали пред да бидат уапсени Груевски и Бошковски во Грција, имавте информации каде се тие? Па видите, ова е една акција која што ја работевме регионално, вклучени се повеќе служби и сознанијата кои што ги имавме претходно доведоа до успешна реализација на целата оваа акција. За нас како држава во овој момент е важно да се обезбеди правдата во Република Македонија за сите и токму од тој аспект клучна цел и задача беше и на Министерството за внатрешни работи да ги вклучи сите можни капацитети, да ги лоцираме каде се, да заеднички преку соработка регионална која што имаме, обезбедиме информации за нив, нивното присуство, нивната логистика, се она што може да биде од корист за цела оваа постапка. Дали е точно дека нивни контакти со луѓе овде всушност ги издале? Па не. Првичниот контакт, односно првичните информации ги добивме непосредно од луѓе, па после тоа. Дали Грција е нивната прва дестинација, господине Спасовски? Која била рутата на пристигнување во Грција? Видите, сега јас детали во тој дел не можам да откривам, сепак тоа е една истрага. Важно е дека сите држави во регионот, таа е една заедничка соработка која што ја воспоставивме, вие знаете дека многу скоро бевме и јас на министерска средба со грчкиот министер, после многу години во Република Македонија, па има средба и директорите за Бирота за јавна безбедност на двете држави. Тоа значи дека од исклучителна важност е воспречувањето на криминалот, корупцијата, трговијата и така натаму, недозволена е взаимната соработка. Ние имавме добра соработка со сите служби од регионот и на крајот резултираше со оваа успешна акција. За граѓаните интересно се појави информација дека биле на најмалку 2 локации во Грција, точно е тоа? Па биле на неколку локации во Грција. Се споменуваат Халкидики и Солун. Не знаме што се споменува, меѓутоа... Имавте ли информација дека имаат фалсификувани лични документи? Имавме многу информации кои што на крајот резултираа со нивно апсење. Значи, ако ги немавме информациите, ние не можеме да постапуваме. Ниту ние, ниту пријателските служби, ниту нашите партнери и така натаму во овој дел. Значи, информациите, како што напоменував и многу пати досега во новинарски прашања, емисии кои што гостував и така натаму, ние добивавме секојдневни информации во однос на овие случаи. Кога на крајот се затвори целиот тој циклус, успеавме да дојдеме до оваа позиција и сега се очекува екстрадиција. Дали Груевски и Бошковски имале домашна логистика, помош од овде? Тоа е клучната работа. Значи, домашната логистика е клучната за целото нивно поминување надвор од територијата на Република Македонија. Ако немале домашна логистика, ако немале луѓе кои што ќе им даваат обезбедувања во однос на финансиски средства и така натаму, дури и со тие нелегални патни исправи, тоа не може да го прават. Илегално ја напуштиле Македонија? Како? Илегално ја напуштиле Македонија? Тие напуштиле Македонија во одреден момент. Како ја напуштиле, тоа ќе дојдат моменти кои ќе можеме да... На источната, на западната или на јужната граница? Тие беа во Солун. Добро. А имале ли помош од други странски служби, да речеме? Интересно е ова дека сакале да патуваат за Будимпешта.
Во Унгарија на власт е Виктор Орбан. Го видовме 20 дена предходно во Охрид како се среќава со Никола Груевски. Може би ова некако така. Ете, јас не сакам голем филм, но не сакам да шпекулирам во однос на било какви податоци и врски. Важно е дека за нас помошта која што добивале од луѓе од внатре, таа е констатирана, таа е многу известна и сега тука треба обвинителството да работи сериозно и на овој сегмент. Меѓутоа, стигна ли до вас овие информации кои што се појавија во медиумите дека првично пред органите на прогонот во Грција дали изјава дека бараат прво да не бидат екстрадирани, меѓу другото затоа што се плашат за сопствените животи и затоа што се под притисок, барем така беше пренесено, на високи функционери на МВР? Па видите, секој еден кој што влегол во криминални активности, јас не сум сретнал до сега информација во која што тој самиот ќе признае или нема да бара начин да се брани, впрочем тоа е и дозволено и со закон, да имаат било каква одбрана. Меѓутоа, тие апсолутно треба да бидат изведени пред судот, да имаат правично судење и врз основа на таа постапка да се докаже нивната вина или невиност. И во тој дел не држат тие констатации сите без разлика дали ги дале или не ги дале изјавите на еден или на друг начин. Важно е и ние бараме како држава да се направи екстрадиција, тоа што е можно побрзо за да може да започнат судските процеси. Тогаш да се отворат аргументите и доказите. Зошто и кој прислушувал во овие години, а веќе повеќе од сигурно дека тоа е правено во Министерството за внатрешни работи, токму службата со која што раководел Горан Груевски и на крајот од кришата некој мора да носи одговорност за таа работа. Не може 20.000 граѓани на Република Македонија да бидат злоупотребувани во сите години 11 од власта и денеска некој да соопштува дека некој друг е виновен за таа работа или дека некој од властите му врши притисок во однос на неговите нелегални активности. Ве разбирам. Сакам за еден друг аспект да ве прашам. Вие се повикувате на добра соработка, меѓу другото и со грчката полиција, но има ли ризик важни информации за безбедноста, безбедносно чувствителни информации сега да протечат кон грчката служба? Што ако, да речеме, Груевски со себе ги имал сите тие прислушувани разговори, се зборуваше за милиони прислушувани разговори произведени во УБК во извинатите години? Па тие, видите, разговорите кои што ги имавме, кои што ни беа предадени, кои што ние ги предадавме во специјално тајно обвинителство, тие се преку милион разговори. Колку има Груевски, колку има Никола Груевски, колку има Мијалков и така натаму, ние не можеме да знаеме. Ја претпоставам дека тие биле од овој тип за кој што ве прашувам? Па видите, мислам дека такви информации за тоа со приватни животи на граѓани на Република Македонија, со политички противници и така натаму, не верувам дека ќе бидат од некаков посебен интерес таму. Тие ги користеле овде за злоупотреба, за рекетирање на луѓе, за уцени на луѓе и така натаму во Република Македонија. Дали тоа што немаме билатерален договор за правна помош со Грција може да биде пречка за екстрадицијата? А не, затоа што имаме меѓународни конвенции на кои што сме се обврзали и ние и Грција. Фактот дека има пракса веќе на екстрадиција од една од друга страна. Тоа е едната работа. Втората работа, мислам дека таа добра соработка која што имавме во изминатиот период, знаете, вие во 2015 година јас како министер во тогашната влада која што ја предводеше ВМРО ДПМН воспоставив прв телефонски контакт со Министерот за внатрешни работи. Имавме добра соработка во текот на мигрантската криза. На министерската средба сега, кога бев во Солун, исто така констатиравме дека кога се работи за организираниот криминал, кога се работи за недозволената трговија, криумчарење и така натаму, тука навистина мора да имаме соработка без разлика дали ги имаме подпишани тие меѓусебни билатерални договори, акти и така натаму. Меѓутоа постојат меѓународни конвенции, директиви на Европската унија кои што ние мораме да ги почитуваме. МВР не ја води таа постапка, правда ја води, но има некаква проценка колкав период би можела да трае екстрадицијата? Па видите, ние побаравме од Министерството за правда да ги обезбеди сите можни документи да се достават до Грција, да може таа постапка да заврши што е можно побрзо и работиме во тој правец да се обезбедат луѓето, односно да бидат присутни во Република Македонија. И само уште едно прашање имам во овој дел. Зошто Владимир Варелов, идентитет зад кој што најверојатно се крие Горан Груевски, е се уште на избирачкиот список во Република Македонија? Зошто МВР досега не ги поништи неговите документи? Видите, вие прво зошто е на избирачкиот список треба да разговараме со ДИК. Тоа е од една страна, а втората Ама основата е да поседува документи. Втората во однос на поседувањето на документи се води
истрага во јавното обвинителство токму и за овој случај. И тоа е предмет на истрага која што треба на крајот јавното обвинителство да утврди, а ние секако дека во управна постапка ќе бидат поништени во одреден момент. Покрената е таква управна постапка? Таа постапка е врзана и со оваа предистражна постапка што се води во обвинителството, така да ќе се заврши во комплет. Добро, и самиот рековте дека од клучен општествен интерес е навистина да се расчисти кој како прислушувал во Република Македонија. Груевски, Бошковски се двајца клучни во овие предмети, пред се таргети, тврдина поврзани со овој дел. Кога сме кај прислушувањето, помалку контроверзно прозвуче во јавноста едно соопштение на владата од пред неколку седмици. Беше барем така интонирано дека владата му налага на Уставниот суд како да се однесува и што да прави во врска со иницијативата за укинување на членот 175 од Законот за електронски комуникации. И сега, проблематични се две нивоа. Едното е ова дека владата наводно сака да му наложи на Уставниот суд како да постапува, а второто проблематично ниво е и политичкиот став. Зошто барате Уставниот суд да прекине со постапката за укинување на членот 175, ако тоа е членот кој што бил основа во изминатите години да се случи масовното прислушување во Република Македонија? Прво сакам неколку работи да ги констатираме заеднички. Владата апсолутно не налага на Уставниот суд. Владата дава мислење по однос на покренување на постапки за иницијативи пред Уставниот суд. Така беше соопштението на владата. Не, јас кажувам која е надлежноста на владата и што ние правиме. Така да ние даваме скоро на секоја седница на влада имаме по некоја иницијатива од било кој граѓанин, институција и така натаму до Уставниот суд. Наше мислење за тоа дали треба да има постапка на поведување оценка на уставност или не. Не треба да има. Тоа е првата работа и во овој случај, кога се работи за укинување на овој член од Закон за следење на комуникации, владата даде собствено мислење. Тоа е првата работа која што треба да биде јасна на македонските граѓани, дека не станува збор апсолутно за наметнување на волјата на владата ниту кон Уставниот суд, ниту придавање па на мислења кои што ги имаме во делот на законите кои што се предлагаат од Собрание до Собрание на Република Македонија. Собранието исто бара за некои законски текстови кои што ги поднесуваат претениците да дадеме ние наше мислење. Ние можеме да дадеме, можеме и да не дадеме такво едно мислење. Тоа е првата работа. Втората работа, клучната работа во системот на следење на комуникација сега во момент за сите нас, за граѓаните на Република Македонија се реформите кои што ние ги започнаме таму. И тие реформи ќе се делат во два сегменти. Едниот е реформа во системот на следењето на комуникациите и втората реформа ќе биде во системот на безбедносните служби. Како ќе се позиционираат тие што ќе прават и така натаму. Зошто сметаме дека сега во овој момент не може да се укине членот 175? Заради тоа што ќе дојде до една вакуум ситуација во која што апсолутно ќе биде ускратена можноста да има било какво следење законско кое што би било заштитено уставниот поредок на Република Македонија и организираниот криминал и корупција. Сакате да кажете дека МВР ќе нема, односно службата УБК ќе нема пристап воопшто до сигналот од телекомуникацијските оператори? Ќе нема законска можност да пристапиме таму, а со тоа ќе се создаде еден вакуум простор. Тоа е првата причина и втората причина заради тоа што ние сме веќе навлезени длабоко во изготвување на ново законско решение кое што ќе биде реформа во системот на следењето на комуникациите. Ние како министерство на ниво на влада дискутиравме. Вие знаете дека се започна еден процес на реформи кој што го нарековме сите национален проект интелигенција. Направени се сите можни анализи, беа дадени 4 модели на реформи, ние одбравме еден од тие модели, се подготвуваат законските текстови, се формира во моментот една меѓуресорска работна група. Ние очекуваме до крајот на годината да имаме законски текст кој што ќе биде изанализиран од аспект на учество на политичките субјекти во Република Македонија, од аспект на учество на граѓанскиот сектор, на научната, на стручната јавност и на крајот ќе влезе во собраниска процедура која ќе биде донесена. Да, вие долго се возевте политички, да речем, на тврдењата дека токму тој член 175 од Законот за електронски комуникации го овозможи тоа што се случи во изминатиот период во Република Македонија, а тоа е масовното прислушување. И од тука сега дилемата колку сте вие навистина искрени во намерите
да не ни се повтори сето ова. Не, прво, значи, не се возевме, ние ги соопштуваме ставовите за кои што стоиме и денес. Дека тој член е проблематичен, односно законскиот текст е проблематичен во системот на следење на комуникации, кој што возможил злоупотреба на овој систем. Реформата подразбира како да создадеме решение законско, односно како да ги искористиме европските пракси, најдобрите во Република Македонија сега, што може да бидат имплементирани за наши услови, да создадеме законско решение, односно систем кој што нема да биде злоупотребуван. Меѓутоа, додека да се направат тие реформи и додека да го воспоставиме системот, оваа држава мора да функционира. Оваа држава мора да се справува со организираната криминална корупција, мора да видиме како да бидеме убедени дека нема злоупотреби, господин Спасовски? Ние во овој дел направивме внатрешни такви позиционирања кои што значат сериозна контрола на оневозможување на било каква злоупотреба на системот на следењето на комуникации, тоа е од една страна. Второ, сме отворени, транспарентни до крај на двете комисии собранички да можат да вршат било каква контрола експертска и така натаму. Од секој аспект Министерството ќе стои на располагање отворено да до крај се врши надзорот врз ова институција се до воспоставувањето на новиот систем. Значи денеска нелегално прислушување од страна на Министерството за внатрешни работи нема во Република Македонија и тоа нема да се случува се до носењето, односно и после носењето на тоа законско решение ќе имаме нов систем кој што ќе биде во голема мера доведено до минимум ниво на можност за злоупотреба. Добро, сега ќе направиме една пауза, а по неа имаме уште теми, главно поврзани со изборите, делумно за улогата на МВР во изборите, но и за СДСМ и незиното позиционирање во пресред на вториот круг од локалните избори и овие коалиции кои што се создаваат на албанска страна меѓу Алијанса и БЕСА, и што значи тоа за стабилноста на владата. Ве поканувам да бидете насад. Го продолжуваме разговорот со вице-премиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, синоќа се случи еден голем инцидент на Битпазар. Тепачка, позната ли е позадината, расчистен ли е тој инцидент? Очигледно е дека припадници на една навивачка група биле дел од инцидентот, но што навистина се случило? Видите, се случи еден инцидент синоќа кој што апсолутно е непосакуван, меѓутоа кога се работи за навивачките групи во Скопје, па и во Република Македонија не се исклучуваат секогаш. И затоа ние посебно како Министерство за внатрешни работи внимаваме, правиме планови во овој дел да не дојде до еден таков инцидент. Како впрочем се случил тој инцидент? По завршување на надпреварот делот нели се разидуваат навивачките групи, дел од групата комите се наоѓа во еден од автобусите на ЈСП. И тука веќе кога влегуваат во автобусите да заминуваат за дома, не може да има ние полиција која што ќе ги прати или секој поединечно од нив за да остане внатре, да ги надледуваат и така натаму. Настанала некоја меѓусебна расправија на вториот кат од автобусот и почнаат конфликти, почнаа тепачка. Меѓу нив, па се приклучуваат и други луѓе, веројатно да има одбрана и така натаму. Се спуштаат и еден од навивачите му го фаќа воланот на возачот и практично тие со автобусот удираат во друг автобус. Тоа се случува на Битпазар и кога излегуваат надвор на постројката, настанува конфликт помеѓу луѓе кои што се таму, имало луѓе и од македонска и од албанска националност. Има 3 лица повредени, од кои што една таа жена, пренесени на ургентен центар и за многу кратко време, значи тоа се случува многу кратко време, доаѓа полицијата на лице место, тие се разбегуваат. Еден од учесниците во тепачката е приведен и се работи на целосно расчистување на случај. Значи ова не е поврзано, позадина, има политичка, има позадина. Апсолутно, ниту политичка, ниту меѓуетничка позадина нема. Ова е чист конфликт кој што настанува помеѓу навивачките групи и однесувањето и на комитите, и на шверцерите, и на не знам други кои што се навивачки групи од нивни познати причини веројатно кои што ги прават, настануваат конфликти. Меѓутоа апелирам до граѓаните на Република Македонија да не наседнуваме на било каква провокација која што сега може да се искористи во политички и во било какви други цели. Ние апсолутно покажавме како општество дека сме подготвени за
заеднички соживот со сите граѓани, дека имаме меѓусебен респект и почит, тоа се покажува во сите сегменти, и политичкиот, и општествениот и така натаму. Ваков инцидент ќе биде рачетен до крај, ние ќе бидеме посебно будни во овие денови заради тоа што се тоа нели може да имплицира било какви други конфликти кои што ќе се однесуваат помеѓу учесниците во тепачката или помеѓу било кои други граѓани. Меѓутоа, јас очекувам дека нема да имаме било какви последици. Сите оние кои што учествувале, основа на истрагата што ќе покаже, ќе бидат соодветно санкционирани. Македонија е се уште во изборен период, пред нас е вториот круг од локалните избори. ВМРО ДПМН повеќе пати обвинува за криминално организирани избори од оваа актуелна гарнитура на власт, за злоупотреби на полицијата во партиски изборни цели на СДСМ. Се појавија и некои снимки по социјалните мрежи за кои што се тврдеше дека треба да покажат како полицијата замижувала пред обиди за подкупување гласачи и така натаму. Вие задоволен сте од улогата што МВР ја одигра во овој период и ја игра се уште? Прво, сакам да ви се заблагодарам на граѓаните на Република Македонија за можноста што направија Република Македонија денеска да е горда после одржување на првиот круг на избори. Имавме мирни, фер, демократски, слободни избори. Граѓаните на Република Македонија гласаја, носеа својата одлука самостојно и поголема вредност за Македонија нема од тоа да се овозможат на фер и демократски избори да ја носат одлуката граѓаните самостојно. Тоа не е оценката на ВМРО ДПМН, господин Спасовски. Тука е болката кај ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН во 11 години од нивното постоење, посебно после 2008 година, беше партија која што ги злоупотребуваше до крај институциите на системот и само преку злоупотреба на институции на системот тие ги знаеа изборните резултати, дури и пред одржувањето на изборниот процес. Јас сум апсолутно задоволен од работата на полицијата во овој изборен период, целосен и предизборен и на денот на изборите. Апсолутно ги отфрлам сите обвинувања кои што се мотивирани политички за учество на полицијата во помагање на било кој политички субјект. Секој еден полицаец кој што се обидел да учествува во било кој процес, јас ги повикав граѓаните да тоа го пријават. Имаме такви 6 случаи на пријава за кои што работеше внатрешната контрола во Министерството за внатрешни работи. Од тие 6 се покаже дека во 2 случаи имало обид двајцата полициски службеници да учествуваат во одредени действија поврзани со изборите. Тие соодветно ќе бидат санкционирани низ дисциплинска постапка, додека кај другите 4 било пријава кои што биле апсолутно неосновани. Така да, во тој дел, апсолутно можеме да кажеме, имајќи во предвид статистички податоци, дека имаме намалување за 30% на пријави кон полицијата од изборите во декември 2016 година. Имаме извештаи кои што тоа ќе го потврдат, оценката на мисијата на ОПСЕ на ОДИХР и така натаму. Ние можеме да бидеме задоволни и горди на тоа што граѓаните на Република Македонија се гледа како гласаат, кога гласаат самостојно без притисок. Зошто низа кривични пријави беа поднесени против градоначалници кои што беа кандидати и на овие локални избори, доаѓаа главно од редовите на ВМРО ДПМН непосредно пред локалните избори? Дали на ова може да се гледа како на злоупотреба на МВР во партиски цели? Тука не може да се гледа на злоупотреба на Министерството за внатрешни работи, тоа не го прифаќам во ниту еден момент. Значи, било кои действија да ги превзема Министерството за внатрешни работи, не ги превзема самостојно. Вие знаете дека по закон за кривична постапка, клучна улога во кривичните постапки ги има јавното обвинителство. Тоа е првата работа. Втората работа, криминалот и корупцијата во Република Македонија не можат временски да бидат детерминирани. Затоа што... Но некако коинцидираа повеќе на градоначалници непосредно пред локалните избори. Видите, кога имате 60 градоначалници од една политичка партија, многу логично е да имате против 3 или 4 од нив одредени кривични пријави кои што биле работени по долговременски период. Значи, тоа не се работи кои што се сега. Тоа биле работи кои што биле отворени во подолг временски период, кои финишираат со обезбедувањето на докази, биле поднесени како кривични пријави. Јас тука не гледам никаков проблем. Дури сакам да потенцирам на извештајот на ПРИБЕ и на извештајот на Европската комисија дека во Македонија недоволно се справуваме со вакви случаи на криминална корупција и така натаму, посебно на високи функционери. Тоа го има и во последниот извештај на ПРИБЕ. Тоа е едната работа. Втората работа која што сакам да ја потенцирам е
ние во овој период имавме исто така и кривични пријави и апсења за други кривични дела во Република Македонија. Дури апсења имаше. И сега, дали правдата треба да биде селективна или правдата треба да биде за сите? Дали правдата пред избори ќе важи за сите други, освен за функционерите од било која од политичките партии? Значи, ние треба да бидеме принципиелни и правдата да ја задоволуваме према сите граѓани на Република Македонија. Дали инцидентот пред седиштето на Гром од неделата вечер е целосно расчистен, бидејќи имаше критики за постапувањето на полицијата и во тој случај? Тука нема место за критики врз полицијата, заради тоа што ние веднаш постапивме, лицето е обезбедено, соодветно процесирано во Министерство за внатрешни работи и предадено случајот во јавното обвинителство на Република Македонија. И тука апсолутно не се согласувам, го осудувам било каков напад врз било кој граѓанин на Република Македонија и сакам да стане јасно дека Министерство за внатрешни работи во било каков случај си ја врши професионална работа и ќе делува без разлика за кого стане. И сега, при крајот на овој разговор, малку околу политичките аспекти, сепак сте висок функционер на најголемата партија на власт. Дали останувате на одлуката за меѓусебна поддршка со ДУИ во пресрет на овој втор круг на локалните избори и тоа во сите општини во кои што ДУИ има своји кандидати во вториот круг? Ние разговараме и во рамките на партијата, ние начелно го знаете нашиот став и пред изборите дека дадовме меѓусебна поддршка уште во првиот изборен круг, што првпат се случува во Република Македонија, некоја од политичките партии да соработуваат и да имаат одредени кандидати кои што ќе поддржат во првиот изборен круг. Ова е една државна платформа, стратешка определба на владата на Република Македонија, која што е добра за иднината на државата и нема причина да не обстои понатаму. Дали соработката на Алијансата за албанците, партијата на Зијадин Села со БЕСА за вториот круг на локалните избори го доведува во прашање учеството на Алијансата во владината коалиција? Видете, договорите кои што се прават помеѓу БЕСА и ВМРО-ДПМН за меѓусебна поддршка, таков јавен договор нема. Па нема јавен договор, меѓутоа тоа ако излезете било каде во општините каде што имаме и прв и втори изборен круг, очигледно е за поддршка која што се дава на тие две политички партии. Тоа можеби е затоа што демонтира, знаете. Океј, меѓутоа јас сега моја оценка изнесувам. Ако е тоа така, еве да не тврдиме дека е така, ако е тоа така, тоа е многу веројатно дека е така од мои лични контакти кои што ги имам со луѓе и така натаму. Ако БЕСА и ВМРО-ДПМН тоа го прават, а веројатно, еве, може една од причините да биде заради тоа што се двете опозициони партии, па меѓусебно ќе се поддржуваат, тоа значи дека директно се дава поддршка на криминалот на Груевски во изборниот процес. Сега, ако е тоа така, од една страна, од друга страна имате подпишување на договор помеѓу Алијанса на албанците и БЕСА за меѓусебна соработка, тоа индиректно е соработка исто така со Груевски со ВМРО-ДПМН. Знаете, во политиката се е можно да направите, така викаат барем, во политиката се е можно и се е дозволено, меѓутоа мислам дека и во политиката мора да има одредени принципи кои што треба да се држат. Ако имаме сериозен криминал и корупција во редовите на ВМРО-ДПМН и тој криминал се заскрива зад одредени политички структури кои што ние ги имаме, апсолутно не можеме да ги. Сега има една контратеза на ова што вие го зборувате. Тоа е дека вие сте замижале пред криминалот на ДУИ, дека оваа коалиција Алијанса БЕСА е практично обид на дел од албанското гласачко тело да ја земе правдата во своји раци и да одговори на тоа што Заев и вие не сте го направиле, бидејќи и вие, да се потсетиме, пред коалицијата со ДУИ зборувавте за две зла, и за ВМРО-ДПМН и за ДУИ. Видете, значи прво ова не значи заскривање, односно елиминација на поставки и така натаму против било кој што е од ДУИ, а работел криминално. И тоа е принцип на основа на кој што е формирана и владата на Република Македонија. Клучниот принцип беше да се избориме против криминалот и корупцијата, да немаме селективна правда, да имаме транспарентно работење, да обезбедиме правда за сите во Република Македонија, да покажеме дека секој е важен. Така да во тој дел ние сме на чисто. Без разлика кој од која политичка партија доаѓа, мора да се расчисти со криминалот и корупцијата. Од друга страна, имавме политички опции кои што исклучиво настанаа во Република Македонија, се формира и така натаму, дека не прифаќаат никаква соработка со Груевски и со криминалот, гледаме дека имаат тајна соработка, подпишуваат договори, обезбедуваат средби во овој момент, се со цел да си
задоволат тие политички или лични интереси, и тоа е разбирливо. Јас никого не осудувам за постапките кои што ги превземат како политички субјекти, заради тоа што секој политички субјект, секој политичар во политичкиот субјект носи одлуки врз основа на сопствените проценки. Тие одлуки може да бидат исправни или не, меѓутоа се нивни. Уште еднаш ќе ве прашам, Алијанса останува дел од владината коалиција? Алијанса е дел од владата, да. Добро, дали ДПА е може нов евентуално партнер во владата? Ние не разговараме апсолутно за ништо поинакво од составот на оваа влада која што имаме денеска. Ние сме коалициони партнери со сите политички партии во Република Македонија кои што беа дел од коалицијата. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата од една страна, ДУИ и Алијансата за албанците. Благодарам многу што бевте дел од 360. И благодарам на можност. Останете веднаш по ова со двајца аналитичари, ја продолжуваме предизборната и постизборната по првиот круг на локалните избори анализа. По Оливер Спасовски, добро вечер и добре дојде во студиото, им велам на Висар Адеми. Благодарам што сте со нас, и Џерел Незири. Добре дојдовте. Адеми, за вас првото прашање. Бројките секако ја оправдуваат коалицијата на Алијансата за албанците и БЕСА, но колку е таа принципиелна коалиција? Po, mendoj se është principielle për disa arsye. E para është sepse të dyja partijat janë nga kampusi shqiptar, domethënë kanë shenjë kombëtare, janë parti shqiptare, edhe normalisht një koalicion shqiptar është gjithmonë justifikuar dhe është normal. E dyta, ato kanë, mos them, ideologji të njëjtë, paktën të ngjashme, për shkak se të dyja partitë u rreshtuan kundër regjimit VMRO-s dhe Nikola Gruevskit, edhe atë dëshmuan edhe me deklaratën për përmbajtjen e qeverisë, edhe për kur kishte protesta Lara Mane, kur të dyja eksponentët e këtyre partive bashkë me antarët e vet dolën dhe i përkrahen këto lloj protestash. E kundërta mund të thuhet që koalicioni LSDM-s me BDI nuk duket i natyrshëm, për shkak se atëherë kur të gjithë ne protestonin kundër këtij regjimi, eksponentë të lartë të BDI-s negocionin natën me VMRO-n, duke mbajtur gjallë një lloj koalicionimit të mundshëm me VMRO-n. Prandaj unë nuk e kuptoj se si mund LSDM ta justifikon këtë lloj koalicionimi, mirë po kjo është ajo që mund të them tani për tani, pastaj më vonë do zhvillohet diskutimi. Незири, вие во колумна напишавте дека коалицијата Алијанса БЕСА нема ништо заедничко со националните идеали и доктрина, туку дека е практично еден прагматичен пазар во страв, како велите, од пораз во некои општини. Në fakt ishte një deklaratë edhe nga ana ime para dy ditëve. Është fakt se ky koalicion u lidh me njëherë pas raundit parë zgjedhor, që do të thotë nuk u lidh në kohë të duhur për të mundësuar që edhe vetë partitë politike të kenë më shumë vota si koalicion dhe si të tillë të kenë edhe më shumë këshilltar komunal. Thotë nuk mbajtën llogari për interesat më të gjëra partijake, ja mos them interesat përgjithshme, por kur e pan rezultatin, ato shkuan që të bëjnë një koalicion kështu që ishte një koalicion kështu shpejt e shpejt, i bërë, mund të them, në restorane, një koalicion i cili nuk reflekton, nuk e pa ne atë marrëveshjen që ishte për koalicion, se çfarë i bashkon? I bashkon doktrina Arber Xhaferi që paralajmëronte dhe propagandonte Alianca për shqiptarët, apo i bashkon doktrina, të themi, e një partie demo-islame që e propagandon ose e ka e posedon BESA. Unë si ndjekës i çështjeve politike në Maqedoni, unë nuk e kam qartë se si mund të dy parti, që gjatë kohë ishin në një konflikt ashpër ndërmjet tyre, që ne të gjithë kemi bërë thirrje edhe para protestave të Laramane, edhe kur dëshironim që pushteti VMRO BDI të ndryshohet me një forcë të re politike, jo vetëm të Maqedonasit, por edhe të shqiptarët, që të bashkohen në një koalicion, dhe ai vullnet për ndryshime të reflektohet, pra, që në zgjedhjet parlamentare të vitit të 2016, pra ato mbajtën llogari vetëm për interesat e ngushta partijake, mos them klanore, të një grupi të caktuar të njerëzve. Atëherë, veç nëse mund ta përfundoj, atëherë pikërisht këto dy parti, eksponent dy partive, akuzonin njëherë
Menduthaçi, që është ai përçarësi kryesor, pra lideri i PDSH-s. Në 2006 në akuzuan Veset Mehmetin, kryetarin e RDK, se është ai përçarësi, ndërkohë që para zgjedhjeve lokale nuk kishin asnjë pengesë për të bërë koalicion, por nuk e ban. Nuk e ban dhe kështu ja mundësuan BDI-s që unë nuk e kam me ngjyra këtë, që të fitojnë, mund të them, ose të keni përsi në pjesën më dërmuese të komunave me shumicë etnike shqiptare, apo ku shqiptarët janë prezent. Dhe kjo shumicë, pra ka të bëjë me numrin që partitë politike kanë marrë në ato zgjedhje. E tash, partitë politike përfunduan me këtë rezultat katastrofal, ndërkohë që eksponentët, tani, kandidatët për kryetar komunash, që garojnë në raundin e dytë, bën koalicion edhe tani përshtrohet pyetja pse. Дали непринципиалността на соработка на Алианса и БЕСА може да се оправда со непринципиалноста на соработката на СДСМ и ДУИ? Kur jemi te koalicioni LSRM-BDI, pra, ai koalicion u imponua pas zgjedhjeve të vitit 2016. Dhe ishte një koalicion qeveritar fillimisht, dhe që është e natyrshme që ai koalicion të reflektohet edhe zgjedhje lokale. Që pritej dhe ndodhi që ky koalicion të lidhej para zgjedhjeve lokale. Mendoj se ishte koalicion i hapur, edhe pse diku me droje, diku me turp, të dhja partit nuk dolën edhe aq kështu publikisht që të promovojnë këtë koalicion, mirë po as nuk e fshehen, nuk e demantuan. Dhe tani, nëse e shohim nga këndi nëse këto dy parti, që BDI-a deri dje ishte në koalicion me VMRO-n, ndërkohë që tani është në koalicion me LSRM, unë mendoj se për një faj duhet të ketë një dënim. BDI-a për fajt që i kishte në koalicionin me VMRO-n e mori dënimin. Mori dënimin zgjedhje. Dhe tani, nëse do të bëj sërish faj, nëse do të bëj sërish procese, aktivitete që nuk janë në të mirë të popullatës që përfaqëson, ose nuk janë në të mirë të përgjithshme, apo futet në aktivitete korruptive, kriminale kështu me radhë, do të merr sërish dënimin në zgjedhjet parlamentare. Ne flasim tani për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale ishin një reflektimi, ky koalicion ishte një reflektimi koalicionit që është në nivel qendror. Dhe për mua ishte e pritshme, jo vetëm për mua, por për gjithë opinionin. Tash është e dëshirueshme, ajo është tjetër punë. Ndërkohë që koalicioni Aleancë për shqiptarët dhe BESA ishte i dëshirueshëm nga pjesa më e madhe e opinionit, para zgjedhjeve parlamentare, para zgjedhjeve lokale. Pra kishte të bëjë me një interes jo vetëm të ngushtë partijak, por një interes pak më gjerë. Mirë pa ai nuk ndodhi, ndërkohë që ndodh tani kur ka ardhur puna që të rrezikohen karrierat politike të kryetarit BES-s, zotit Bilal Kasami, nën kryetarit saj partije Zeqelia Ibrahimi, ose të kryetarit të Aleancës për Shqiptarët në Strugë Zjedin Cela, apo sekretarit përgjithshëm. Pra vlogët засите е голем неспорно и за ДУИ. Të ndërhyj, domethënë, sa i përket tajmingut, unë mund pajtohem me Zirin, për shkak se edhe ne kemi bërë presion që ky lloj bashkëpunimi të ndodhen shumë më herët, vetëm se në atë mënyrë mund është për shembull të dilte nga skena partijake politike BDI-e, për shkak se cikli jetësor i saj po shkonte në rënje, ato e justifikuan duke dhënë një dorë ndihmëse. Por sa i përket jo principalitetit, unë mund të them atëherë, domethënë këtu është investimi i të gjitha figurave politike dhe unë gëzohem shumë që Arben Taravaj, sekretar general, Ziadin janë garë, për shkak se edhe interesin e vetë e morën parasysh kur erdhën drejt këtij koalicionim. Po atëherë pyetja është Nevzat Bejta edhe Teuta Arifi çfarë janë? Nuk janë edhe ato eksponent lartë të partisë politike, çfarë duhet vafalim në zgjedhjet për shkak se është edhe interesi personal. Kjo në fakt nuk mban, për shkak se ma jo principiale është koalicionimi që nuk ka të bëj fare me ideologji, i VMRO-s njëherë, pastaj me LSDM-n, ato kanë tani po dalin deklarata sepse Johan Tarçullovski, një njeri që i ka bërë krime lufte, ka marrë nga 5.000 euro në muaj, edhe BDI-a ka justifikuar dhe ka nënshkruar këtë.
Unë nuk do mere me BDI, sepse BDI Но ќе се согласите дека конкретно Арифи и Бејта има една друга улога, особено во еден чувствителен период по изборите, кога требаше да се реши дуи што ќе прави. Ту du të dalë tash. Dhe me thënë, du të them që unë nuk e kuptoj BDI, sepse BDI është tani nervoze, është në panike dhe do duhet të thotë kështu ja, për shembull, këto teza që i prezenton edhe Xhelali, që ato i një principi, okej, po edhe i kam dëgjuar edhe erave tjera, domethënë që i principiale konzistente janë nëse kthehesh edhe nga janë jo transparente, jo principiale, jo transparencë më e madhe ka dhënë VMRO kur në zgjedhjet e dhjetorit 6 muaj bëshin negociata me VMRO-n dhe populli s'dinte me kë bën negociata. Kjo okej, domethënë, por ne nuk kemi marrje shumë të gjatë, kemi shkurtër. Ajo që dua të them është nuk e justifikoj LSDM-n. Domethënë LSDM-ja ka kërkuar nga populli shqiptar të delë në barikadet e kësaj revolucionit të Raman. Domethënë ju thonë që kemi marrë 22.000 vota. BDI-ja dhe struktura dhe eksponentë të saj politik kanë ngjerë në përzyra të mbyllur, nuk kanë dalë, nuk kanë qenë pjesë e këtyre revolucioneve. Ndërkohë që edhe Ziadini bashkë me Arberin, edhe Aleancë, edhe Besa kanë dalë eksponentë të saj më të lartë dhe kanë përkrahur të revolucioni. Unë se kuptoj LSDM-n tani se si e shef këtë lloj, si thotë Xhelali, koalicion qeveritar. Ato janë qeveri dhe me aleancën janë. Pse duhet të kenë një lloj ekuidistance prej Arbenit dhe prej Ziadinit, ndërkohë që duhet ta përkrajnë vetëm BDI-n. Kjo e parë dhe e dyta, LSDM-ja ka edhe problem ideologjik me këtë punë. Domethënë ato promovojshin një shoqëri, një shtet. Domethënë i bie që ato asnjëherë se kanë pas gajën e shqiptarëve, kanë patur gajën ta shpëtojnë BDI-n. Dhe kështu i bie sepse ato s'duan të integrojnë shqiptarët, por duan të i japin një dorë ndihmëse. Edhe e fundit e përfundoj, un kam edhe një kritikë edhe për shoqërinë civile maqedonisë, edhe gazetarët edhe intelektualët, ku po dilnim ne në mbrojtje të këtyre idealeve për demokraci dhe për liri, bashkëqytetarët të Maqedonisë thonin që na ndihmoni edhe ju pak, sepse nëse edhe 5 vjet do rinte VMRO-ja në pushtet, s'do ekzistonte as KOI Maqedonas, as institucionet e shumë radh. Tani, kur kërkojmë ne ndihmën e tyre, ato heshtin edhe justifikojnë këtë koalicionin LSDM me BDI-n. Nuk mund të ketë demokraci dhe liri parciale. Ose do jetë kolektive e gjitha, ose s'do ekzistojë absolutisht hiç. Unë s'mund ta kuptoj që LSDM-ja të përkrahen njerëz që kanë qenë 15 vjet pjesë të këtyre politikave. Njerëz të cilat kanë padi aktive nga gjyqe për korrupsion e kështu me radhë. Unë mund ta kuptoj për shembull që LSDM-ja të përmbaj figura të reja, që është figura e Visarganiut, po të përmbajsh njerëz të cilat kanë padi, unë sigurisht nuk mund të justifikohet. Hajde kratos. Nëse mundet, pra, është edhe diçka, pra duhet ta themi hapur që koalicioni Aleancës për Shqiptarët me Besën, një koalicion i cili është jo normal në aspektin politik, shkaku se Aleanca për Shqiptarët është pjesë e koalicionit qeverisës, përbën një problemi që do të reflektohet edhe në koalicionin qeverisës. Pra, pas zgjedhjeve, unë pres një rekonstruim qeverisë, ku Aleanca për Shqiptarët nuk do të jetë më pjesë e këtij koalicioni. E para, e dyta, pas zgjedhjeve të... Iako za сега тоа знаете дека јавно се демантира и дека се вели дека коалицијата продолжува да екзистира. Се демантираше пред некој ден. Mirë, këtu jemi dhe do të shohim pas zgjedhjeve. E dyta, Aleanca për Shqiptarët hyri në koalicion pas zgjedhjeve parlamentare me BDI, ose lidhi një lloj bashkëpunimi, dhe që atëherë ky koalicion ishte pas zgjedhor dhe unë dola me një deklarat për televizionin tuaj dhe thash se është një koalicion që do të siguroj, është koalicion numerik, pra, që 10 sa kishte BDI-ja plus 3 bëjnë, pra, matematik ishte më tepër se sta një koalicion të themi kështu në bazë të platformave, programeve, dhe atëherë mora kritikat mëdhaja se ja, nuk jam pro këtyre bashkimeve të partive politike shqiptare. Dhe tani, ajo që mendoj më habiti si ndjekës i çështjeve dhe proceseve politike këtu në Maqedoni është ky hap i Aleancës për Shqiptarët që duke qenë e dyta pas këtyre zgjedhjeve, pas BDI-s e dyta, partia e dytë shqiptare, me pesh dhe me një ngritje prej plus 14.000 votave, kjo të shkoj të lidh një koalicion me një parti opozitare, gjë që e rrezikon në një vetë karrierën politike të liderit saj Zjedin Sela. Pse e rrezikon? Rrezikon shkaku se nuk do të ketë, nuk ka kapacitet koalicionues që të lidh bashkëpunime me partitë tjera në raundin e dytë.
Jo, po ti ke opozit me opozit, du të fitojnë pozitën. Unë se kuptoj pse du të logjikon. Nëse më pyetet të Po jo se opozit me opozit bën. Se ka afër 8.000 vota, ndërkohë që afër 7.000 ka Merko. Afër 8.000 ka LSM-ja. E tani, nëse ti si unë nuk flasë për dëshirë, unë flasë për ato që është realitet politik këtu në Maqedoni. Pra nëse ti e sheh që ai koalicion qeverisës që u reflektuan zgjedhjet lokale, do të funksionoj edhe në struk. Unë nuk e di si mund që një lider partie, po edhe një parti që tenton të bëhet të nesër në të fitojë zgjedhje, do bëhet kështu një hap i cili do të sjellë pikë pari mund të them një vetvrasje të liderit politik, vetvrasje politike e kam fjalën, që do të rrezikojë pastaj edhe të ardhmen politike, shkaku se 14.000 vota që i mori Alianca për Shqiptarë, në fakt janë vota, pjesa më e madhe, që i mori nga Partia Demokratike Shqiptare, e cila po ashtu është në minus pas këtyre zgjedhjeve për 14.000 vota. Demokracia është një rrezik i madh i cili mendoj se do t'i kushtoj shtrenjtë. Le t'i kushtoj. Vlerat demokratike të demokracisë dhe lirisë nuk kanë çmim. Në qoftë se ky çmim paguhet që të shkojë Ziadini ose të humbën Arbeni, më mirë të humbin ata, të ketë një lloj revolucioni institucional që të vinë forcat të cilat i duan të mirën këtij shteti, sepse të logjikojmë kështu me balanse, domethënë 7.000 ka LSDM-ja ka, edhe të mbajmë ne politikanë që janë 15 vite këtu edhe kanë pru në prag të varfërisë, kemi imigracion të lartë. Këto janë ata persona të cilat me 15 vjet kanë bërë politika përmbajtësore. Tani unë nuk mendoj Bilal Kasami dhe Zjedin Sela në fakt është fituesi i zgjedhjeve strukët. E tregoj numra, nuk kanë çmime, jo e kam fjalë, nuk ka kosto që duhet paguaj shoqëria me qëllim që të ecin përpara. Nëse kjo është djegja e figurës Zjedin Selës, le të jetë kështu, verdikti. Mirë, po ta justifikosh, domethënë me numra që thosh 7.000 ka LSDM, ta mbajmë keqin akoma në gjallë, atë prushin e saj, mos më duket e logjikshme kjo. Sinqerisht po them. Jo, nëse edhe kështu. Само кратко вемо. Може да одиме на пауза. За улогата сакам и на ВМРО ДПМН на страната, уставно кажано, во албанскиот кампус на овие избори, а се разбира да видиме дали може евентуално да се антиципира исходот по овој втор круг по паузата. Благодарам за сега, ве поканувам да видите нас. Продолжуваме изборната дебата со Виса Радеми и Джелел Незири. Реков, сакам да прашам и за тоа дали гледате и досега улога на ВМРО ДПМН во општините со доминантно албанско население. Има некои математики се прават и велат дека и во првиот круг имало некаква соработка. Дали е таа очигледна за вас, дали постои, дали е од значење, може ли да биде важна за тоа како понатаму ќе се одвиваат работите? Po që ka patur rol VMRO-ja, ka patur sigurt, sepse ato kanë votuesit e vetë, kanë qenë partia e parë me Maqedoni përpara 11 vjetorit. Mirë, po unë ajo që parashikoj në rrethin e dytë është se ato janë depresion të madh, edhe është shumë vështirë ta motivojë qytetarin e VMRO-s, atë hardcore që thotë VMRO, mund të nxjerrësh në rendin e dytë të votojnë. Do duhet të jetë do një lloj politike motivuese këtyre personave që janë ngarë të nxjerrin personin e VMRO-s të votojë për opsionin e atij ose të asaj. VMRO-ja tani do merret shumë kohë në fundit me veten e vete, sepse ka indikacione për reforma në VMRO, edhe tani do jetë lufta më tepër e VMRO-s vjetër me VMRO-n e re. Nuk do jetë fokusi zgjedhjet lokale, do ketë mundësi që mund të bëhen koalicione të mundshme në nivel lokal, po jo në nivel qendror, sepse në nivel qendror ka turbulenca mëdha edhe ato tani më tepër kujdesen për fatin e vetë, sa që kujdesen për fatin e dikujt që është ngarë për zgjedhjet lokale. Prandaj unë parashikoj që kjo lloj grupe etnike ose grupe partijake do abstenoj në masë të madhe në rrethin e dytë. Vije? Po mendoj se kishte një koalicion jo publik midis Besës, Aleancës për Shqiptarët dhe VMRO DPMN-s që në rrethin e parë, pra këtë indikator janë se nuk e dim ne si votojnë njerëzit dhe si votojnë votuesit. Indikator janë ato dallimet që u shfaqen në midis partive që kanë marrë me listat e tyre të këshilltarëve dhe kandidatët e tyre.
ka një dallim gati në çdo komunë me shumicë shqiptare, që tregon, është një indikator se këto kanë marrë vota edhe nga VMRO-DPM, që për mua nuk është asgjë e keqe, pasi në raundin e dytë zakonisht partitë politike kanë shkuar në këto koalicione, edhe pse s'kanë qenë transparente, kanë shkuar për herë në koalicione me partitë tjera me etnikisht të pastërta dhe është një lloj tradite politike kjo, por mirë pa ajo që ndodhi tani që në raundin e parë është një risi dhe mendoj se do të jetë një uvertirë e koalicioneve tashme parazgjedhore, pra akulli u thye, dhe mendoj se është mirë që këto koalicione ndërhet të lidhe dhe të jenë transparente para zgjedhjeve. Ajo që unë pajtohem me Visarin është se do ta ketë rënd të VMRO-DPM pas këtij debakli që pasoi në zgjedhje, pra ku kishte minus 100.000 vota nëse nuk gaboj, dhe pas kësaj atmosfere që mbizotron në atë parti ku ka edhe kërkesa për dorëheqje të leadershipit, kjo të arrit të motivoj votuesit, apo të detyrojnë në një farë forme të votojnë politikanë dhe particiet, as nuk e dinë base se kanë një lloj bashkëpunimi. Pra, koalicioni nuk është punë vendimi të një partije, punë vendimi kryesie, po është një krijimi një klime të atill ku natyrshëm strukturat do të bashkëpunojnë ndërmjet tyre dhe do të votojnë njëri tjetrin. И последен круг прашања, да ми претпоставам и вие се согласувате дека никој од партиите сосебе во ташничка не може да ги носи гласовите, нели, што ги добиле во првиот круг, ниту пак да претпоставува на што се може да смета во вториот круг, па дури при јавен и отворен повик да се гласа за овој или за оној. Во таа смисла, може ли да антиципирате евентуално исход, барем во овие поголемиве општини? Што ќе се случува? Po mendoj që në Tetov, sipas këtij jasave do del fituese Teuta, për shkak se është një lloj përparësie psikologjike, ndërsa të gjithë komunat tjera do t'i fitojë opozita. Vije, Nesiri? Po mendoj se gjasat më reale që koalicioni Aleancë për Shqiptarë dhe Besa të rezultojë me sukses është vetëm Çajiri, deri diku edhe Gostivari, ndërkohë që parashoh fitoret kandidatëve të BDI-s në Tetov dhe në Struk, pra si komuna më të mëdha dhe urbane, ndërkohë që edhe komunat tjera rurale, pra ku ka strukturë etnikisht përzierë, me siguri se do të vendosin votuesit e LSM, si partia e cila tani më është në një pozicion më të mirë për t'i motivuar që dajnë votojnë kandidatat e BDI-s. Благодарам многу, благодарам што ги вкрстивте на некој начин вашите тези. Имавме достоинствена дебата и размена на мислења. Благодарам уште еднаш што бевте дел од 360 степени. Да ја одгледаме и саботажата. Подпрени на конструкцијата од која и натаму се креваа кулите на манипулации и се режираше реалноста во комбинација со накитените шатево-чуповски истражувања. Оние што и онака не газеа по земјата, туку живееа во сопствениот забарикадиран свет, беа оставени без минимум информации за тоа што навистина се случува. Доколку ги изгубите локалните избори, дали ќе се поднесете оставка? Не, ние на локалните ќе победиме. Не сте информирани. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувате во ваков исход и сигурниот настап дополнително ги мотивираше надобудните аналитичари веќе целосно охрабрени, осилени, да проникнат длабоко во партиските души на гласачите и низ сопствена психолошка перцепција, да дадат прецизна прогноза за конечниот скор. Мислам дека луѓето го гледаат ова и оние што беа неопределени кои гласаа за СДСМ на парламентарните избори, сега мислам дека се демотивирани, а додека кај ВМРО ДПМН и кај членството гледам многу поголема мотивираност да излезат на овие избори. Оти на тој начин би се отворил патот до предвремени парламентарни избори. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи.
Ова е издржана и со ноторни факти подкрепена анализа со која се бодреше победничкиот дух, го преживеа тестот на времето, а за незината точност, како официјален аргумент кој ќе и дадена цврстина, може да користи личното сведоштво на еден од експонентите, кој продуцираше слични памфлети. Јас знам кога се движам во јавност, кога се ке влезам во продавница, во бурек жилница, во ресторан, како луѓето реагираат. Имате периоди во кои што ВМРО имало многу повисок рейтинг и во кои што луѓе ве приоѓаат и ве храбрат, ве бодрат. И имате периоди како сегашниот. Еве денеска што ви велеа луѓето? Па, луѓето си вртат глава сега, знаете како е сега. Не ве познаваат. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас. Уште поексплицитен е нивниот суровореален колега по издржаност на тези кој можна веродостојно и екзактно ја презентира состојбата во која се наоѓаат тие што наместо да го чујат гласот на граѓаните, се заушиле на нивната аналитичка стручност и компетентност. Поразот е сираче, никој не го сака, да не речем абортирано чедо. Сите бегаат од поразот, а на победата сите се лепат како магнет сувенирчиња. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи. Сепак, имајќи го баш токму тоа искуство на прилепување, таа што прекапна, сметајќи дека сите треба да и наликуваат, се обиде да ја преслика собствената, врз генералната слика за состојбите. Оној наш менталитет, би рекла и клиентелистички, дојде до полн израз, каде што луѓето редовно повеќе сакаат да се приклонат кон партијата на власт. На крајот, кога веќе сите аргументи се исцрпени па се навлегува во сферата на ирационално. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи. Несвесноста е навистина сериозен проблем, ама само за оние кои што се подизгубиле под влијание на долготрајното дејство на опијатите на власта. Ова беше се за вечерва. Можете да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk, на Facebook, на Twitter. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно!